Пред нас го имаме буџетот кој оваа влада го предлага за 2019 година. Настрана тоа што досега не се случило во еден месец владата да ни предложи и ребаланс на буџет и буџет за следната година. Настрана тоа што направивте проекција и на овој буџет за 2018 година од раст од 3,5%. Оценувавте дека ќе заврши со 2,8%, а најрелевантните светски институции ја покажаа реалната слика. ММФ ја намали прогнозата за економскиот раст за Македонија на 1,6%, со што Македонија има убедливо најлоши оценки од меѓународните финансиски институции. Настрана сето ова, пред нас денес имаме мегаломански, популистички, расипнички буџет, буџет кој дополнително ќе ги осиромаши граѓаните на Република Македонија. Буџет кој со првиот ребаланс ќе претрпи големи измени. Односно, ќе се стопираат сите капитални инвестиции, како што впрочем имавме и со ребалансот на буџет за 2018 година. Година кога имавме најслаба реализација на капиталните инвестиции, едва и 31%, за со ребалансот да се стигне до 41%. Македонија, благодарение на оваа влада, го има рекордно најниското ниво на капитални инвестиции и покрај сите владини најави. И покрај сите најави на премиерот, дека за буџетот за 2018 година за прв пат ќе имаме успешно и забрзано, како што рече тој, реализирање на капиталните инфраструктурни проекти. Но како и многу други работи што ги кажал премиерот, рекол па заборавил. Навистина, зборот е збор за оваа влада. Нешто што народот во Македонија најдобро го почувствува во овие неполни 2 години додека сте на власт. Додека бевте во опозиција, многу ви беше лесно да им ветувате на граѓаните на Република Македонија. Но сега треба да почнете да работите. Нешто што знаеме дека и не ви е баш јака страна. Единствено што знаете да работите е делење на милионски тендери на ваши блиски соработници, а во исто време да се крати од таму каде што е најпотребно. Пред изборите имаше толку многу ветувања за младите. За сега со овој мегаломански буџет да бидат предвидени помалку средства во клучните сегменти во образованието, отколку што беше предвидено со буџетот во 2018. Со што само уште еднаш си ја покажавте својата лицемерност и дека немате намера да го исполните ветеното од пред избори. Со овој буџет се предвидуваат помалку пари за ученички стандард, помалку пари за наука, помалку пари за изградба и реконструкција на студентски домови. Во буџетот за 2018 година за ученички стандард беа предвидени 6,7 милиони евра, а со овој буџет сега се предвидуваат 5,9 милиони евра, или скоро милион евра помалку. Наместо да се зголемува буџетот за ученички стандард, се намалува, затоа учениците ќе ни седат во интернатите без грење, или поточно по 2 пати дневно им се пушта грење од по час и пол, и без храна. Кратите и од студентскиот стандард, за кој ветувавте дека ќе биде по европски пример, рамо до рамо со европските студенти. За овој буџет се планирани 2 милиони евра помалку за студентски стандард. Кратите и од изградбата и реконструкцијата на студентски домови, кои се којдневно прокиснуваат кој ќе заврне. Толку од вашата грижа за младите, за нашата младина, за нашата иднина. Со буџетот за 2018 година за ова намена беа планирани 4,4 милиони евра, а со овој буџет се планирани 3,9 милиони евра, или половина милион евра помалку. Ако се земе предвид фактот дека лани ниту реконструиравте, ниту отпочнавте со изградба на ниту еден студентски дом, можеме да замислиме дека и ова година нема да направите ништо за студентите, односно студентите повторно ќе живеат во истите услови. За студентите нема пари за основните потреби, но затоа сте предвиделе 340.000 евра за купување на нови возила. Сето ова е само факт дека оваа власт
нема намера да инвестира во образованието. Сите предизборни лаги, ветувања и лицемерие излегоа на површина. Понатаму, износот на субвенции за земјоделието се намалуваат, а се зголемуваат социјалните трансфери за 6,9%, што повторно оди во насока на злоупотреба на популистички цели на најсиромашните слоеви на населението во Република Македонија. Впрочем, како што функциониравте и за локалните избори и за време на референдумот, кога на срамен начин ги изманипулиравте овие луѓе, кога нивната мака не ви беше важна, туку само нивниот глас. Ова власт прави планови како да им ги скратат правата на лицата со хендикеп, таму кај што не смее да се чепка. Ова ненародна влада крати од граѓаните на кои помошта им е најпотребна. Таму каде што треба да се помогне, вие одмагате. Нема повеќе да има ни месечен надоместок додаток за трето дете, туку само еднократна парична помош, што е огромна разлика. Овој месечен додаток е од голема помош за повеќе детните семејства, но ова власт не води сметка за граѓаните на Република Македонија, ниту пак за зголемување на наталитетот во Македонија. Понатаму, во земјоделието ветувавте бенефициран стаж за земјоделците и тоа во првите 6 месеци од формирањето на ова влада. Поминаа година и 6 месеци, а гледаме дека од ништо од тоа не е планирано ниту со овој буџет. Уште едно лажно ветување за земјоделците. Вие можеби тоа го заборавивте, но верувајте, земјоделците тоа не го заборавија, добро се сеќаваат на тоа ваше ветување. Зелената нафта, која беше едно од главните предизборни ветувања на ова влада, е исто така заборавено. Наместо тоа, со покачување на цената на нафтата, се зголемија трошоците на земјоделците. За обработка на своите култури се покачија цените на препаратите, на ѓубривата, со што повеќекратно им се зголемија трошоците за производство. Го осиромашивте земјоделеци. Таков живот им донесивте на земјоделците. Каде е интервентниот фонд во земјоделието? Социјалдемократскиот сојуз во февруари 2017 година преку соопштение најавија, но исто така и главно ветување на сите предизборни митинзи беше овој интервентен фонд од 6 милиони евра, кои, како што велеа, цитирам, средствата ќе се користат кога пазарната цена на земјоделските производи ќе биде пониска од нивната производствена цена. Во овој фонд се планирани средства и за обештетување на земјоделците од временските непогоди. Никој никогаш повеќе нема да ги поценува земјоделците и да се пазари со нивната мака. Земјоделците кои имаат финансиски загуби нема да бидат оставени да се справуваат сами со проблемите. Ветувавте дека тоа било последна година кога ќе останеле земјоделците незаштитени. Ветувавте пред земјоделците дека државата директно ќе биде вклучена со интервентен откуп на пласманот на целокупното земјоделско производство. 30 дена пред откупот ќе се знаеле цените. Ќе се формирале посебни агенции за грозје, овошни производи, градинарски производи, а владата ќе била директен партнер и со производителите, односно земјоделците, и со откупувачите. Сето ова беше од вас најавувано и ветувано, но за жал чисто лицемерие. Една година и 6 месеци се поминати откако Социјалдемократскиот сојуз имаат формирано влада, а од интервентниот фонд во земјоделието нема ниту денар. Во овие 18 месеци скапуваат праските, лубениците, а сега и јаболките. Земјоделците ги истураат своите производи на буниште, бидејќи цената на овие производи е под производствената цена. Ниту денар од дополнителна подршка за да не скапуваат родовите по нивите. Елементарна непогода сте за земјоделието, колеги. Средства за интервентниот фонд за земјоделието беше побарано и од нас преку амандман, но министерот за финансии го отфрли со образложение дека имало планирано пари за субвенции за земјоделието, во земјоделието.
Него тоа очигледно не му е познато и не мора да му биде познато дека субвенции и интервентен фонд се две сосема различни работи. Бадијала се субвенциите, колеги, ако производот не се продаде, ако се фрли на буниште или се остава да скапува на нивите. Субвенциите следуваат по килограм продаден производ, а не по килограм произведен. Но како што реков на министерот, тоа и не мора да му биде познато, но сигурно има некој таму, некој од тие многобројни новопримени советници кои ќе му го објасни и образложи тоа. На амандманска расправа за буџетот поднесив 13 амандмани за општина Неготино и 1 за Демиркапија, кои потекнуваат од граѓаните на нашата општина и кои се наша реална потреба, со надеж дека барем дел од нив ќе ми бидат прифанати од страна на министерот за финансии. Првиот амандман кој го поднесив се однесуваше на подпорниот зид во населбата Саат Кула во Неготино, поради лизгање на земјиштето. Лизгањето на земјиштето се случува на место каде што има 10 стамбени згради и уште толку индивидуални објекти. Лизгањето на земјиштето е од ден на ден се поалармантно и колку повеќе се чека, толку станува ситуацијата полоша, бидејќи во прашање е безбедноста на над 200 фамилии. И покрај тоа што овој проект е започнат од претходната власт, проектот постои, проектна документација постои, сепак овој амандман е без образложение одбиен. Имав неколку амандмани кои се однесуваа за реконструкција, проширување, тампонирање и асфалтирање на локални и регионални патни правци. И тоа патот од магистралниот пат до центарот на село Војшанци во должина од само 1 километар. Пат кој беше ветуван и од ваша страна, и тоа како во предизборието, така и сега. Градоначалникот на секоја средба со жителите од ова село им ветува датум кој ќе биде започнат за веќе на следната средба или преку своите служби, тој датум да биде пролонгиран. Инаку беше ветувано дека до крајот на оваа година овој патен правец ќе биде завршен. Поднесив амандман за тампонирање на патниот правец од село Пепелиште до село Војшанци и асфалтирање на патниот правец од центарот на село Криволак до армискиот полигон. Со овие два амандмани, покрај тоа што ќе им го олесниме животот на жителите од овие 3 села, морам да кажам дека во голема мера многу ќе значи и за вработените во армијата на Република Македонија, бидејќи овој пат е и нивна голема потреба. Несватливо е овој амандман да биде одбиен, а барем еднаш неделно на овој полигон има посета од некоја странска делегација, воена делегација и од единиците на НАТО, кои сите знаеме дека на овој воен полигон одржуваат воени вежби, а нели влезот во НАТО ни е наш приоритет. Поднесив амандмани за асфалтирање и тампонирање на улици во сите села во нашата општина. Со 50 милиони денари ќе се решеа многу проблеми. Ќе се подобреше квалитетот на живот на жителите од сите села во Неготинската општина. Поднесив амандмани за реконструкција и проширување на патниот правец од Неготино до Кавадарци, фреквентен пат кој секојдневно поминат од илјадници автомобили, автобуси, имајќи во предвид дека само 1500 жители од општина Неготино работат во Дрексел Мајер. Но исто така, овој пат секојдневно го поминуваат и тешки товарни возила, поради што реконструкцијата на овој пратен правец е неопходна. Поднесив амандмани за довршување на обиколницата во Демиркапија, која е започната од претходната локална власт, но со доаѓањето на новиот градоначалник, комплетно сите работни активности се застанати. Доколку побрзо не се реагира и не се асфалтира останатиот дел, и тоа што е направено ќе се уништи. Тоа беа амандманите за асфалтирање, тампонирање и реконструкција на локални и регионални патишта. Но за жал, владата која ветуваше 600 километри асфалт не прифати ниту еден од овие амандмани кои ги предложив, а се однесуваа на општина Неготино и општина Демиркапија. Очигледно, жителите на овие две општини ви се потребни само пред избори, а после тоа ги заборавате. Освен за патни правци,
Поднесив амандмани и за две детски градинки, едната во Неготино, другата во село Тимјаник. Нивната потреба ја образложив и за ребалансот на буџетот, бидејќи исто и тогаш ми беа предложени овие амандмани и за жал, како тогаш, така и сега, без никакво образложение беа одбиени. Морам да спомнам за градинката посебно за градинката во село Тимјаник, за која што и министерката, и градоначалникот, и колегата пратеник беа во ова село пред 6-7 месеци, кога просторијата наменета за детска градинка ја пренаменија и пред сите во селото дадоа лично ветување. Посебно министерката даде свој збор, ветуваше лично ветување, дека до крајот на годината оваа детска градинка ќе биде направена. Очигледно тоа било само за да се смират моменталните страсти и револтот на жителите од ова село, кои на последните локални избори беа излажани од вас. И навистина, како што реков, зборот е збор за оваа власт. Потоа поднесив амандман за реконструкција на десен магистрален канал Тимјаник-Тремник во должина од 16 километри. Овој амандман исто така го предложив и со ребалансот на буџетот. И ќе продолжам да го поднесувам и понатаму, се додека овој канал за наводнување не биде реконструиран. Со таа разлика, што веќе на следниот ребаланс ќе барам комплетна негова реконструкција, бидејќи целиот канал за наводнување е во многу лоша состојба, заради несовесното чистење од страна на фирмата која го добила тендерот, од што настана уште поголеми штети. Потоа амандман за изградба на катна гаража во Неготино, со што би се решил сообраќајниот метеж кој владее во центарот на градот. Нешто што исто така беше ветувано од страна на сегашниот градоначалник и тоа со рок до 2018 година. Но очигледно и ова било само уште едно предизборно ветување. Потоа амандман за изградба на фекална канализација во село Дубраво, амандман за преадаптација на спрат од здравствениот дом во Неготино во дом за стари лица, амандман за набавка на дигитален рентген апарат за мамографија во Неготино. Сето ова беа амандманите кои ги поднесив, а заедничко на сите нив е дека се произлезени од жителите на општина Неготино. Сите овие амандмани се нивна потреба, но ова влада само уште еднаш покажа дека нема слух за помалите општини како што е општина Неготино и Демиркапија. Уште еднаш, неприфаќањето на ниту еден од овие амандмани покажа дека овој буџет е популистички, мегаломански, но не и развоен буџет. И сигурно не е ова буџет во интерес на граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам.